Вчера ВМРО-ДПМН ја реафирмираше својата позиција во однос на настаните од 24 декември минатата година, каде јасно кажавме дека нашата позиција и тогаш и сега, и тоа е наш конечен став, е дека на 24 декември СДСМ во неколку наврати го прекраши Уставот во обид за насилно преземање на власта и создавање хаос, од кој тие се надеваа дека ќе излезат со политички профит за нивната партија и пред се за креаторот на настанот. Кажавме и дека ВМРО-ДПМН делуваше во правец на одбрана на Уставот и демократските вредности и институциите постапија согласно Уставот. Тоа е и вистината, која и најголемиот број граѓани ја препознаа и не беше случајно што 3 месеци подоцна, по 24 декември. Иако СДСМ целата своја изборна стратегија ја темелеше на база на наше обвинување пред народот дека на 24 декември сме го прекршиле Уставот и законите, загуби со резултат 58:4 или 140.000 гласови разлика, нешто што досега не се забележало во било кои локални избори во Македонија. Да подсетам, на крајот како излез од ситуацијата предложивме две алтернативни решенија. Едното адхок комисијата да изгласа како сака извештај со 3:2 и на тој начин, иако тоа за нас ќе биде партиски извештај, ќе го запазиме интересот на Република Македонија во однос на Европската Унија и опасноста од губењето на препораката од Европската комисија доколку нема извештај од комисијата за 24 декември. Второто, да подпишеме две верзии на извештајот за 24 декември. И тоа едната според нашето, другата според нивното видување. И да одиме на избори веднаш. И изборите да завршат пред објавувањето на извештајот на Европската комисија. Па на тие избори нека реши народот кого ќе подржи и чии правни квалификации ќе се конечни. Во текот на преговорите понудивме и многу други опции, меѓу кои за тоа кој го прекрши Уставот да се изјасни Уставниот суд. Од страна на меѓународната заедница беше даден и еден предлог да се изгласа дека извештајот заеднички го усвојуваме, но во делот на правните квалификации имаме различни мислења. Ни беше кажано дека тоа е прифатливо за Брисел. Понудивме и над 70 конкретни формулации во кои имаше доволно простор за СДСМ да не се најде усрамена. Се одбија. Денеска, доцна попладне, на пресконференција СДСМ преку Радмила Шекеринска категорично ја отфрли можноста од алтернативата за предвремени парламентарни избори. Додаде и дека со сите сили ќе се спротивстават на оваа идеја, со сите расположливи средства. Додаде и ако има такви избори, тие ќе ги бойкотираат и ќе се трудат да ги попречат. За причина за тоа, наведе дека тоа ќе биле криминални избори како што биле претходните. Сепак, на сите им е јасно дека вистинската причина за ваквиот став е што СДСМ знае дека нема подршка од големото мнозинство граѓани, ниту за ставот за 24 декември, ниту за останатите нивни политики и активности. Оваа бранкова гарнитура на СДСМ неповратно и со право ја загуби довербата на граѓаните и дополнително секојдневно ја губи со водењето на деструктивни за државата политики. Политики каде почетна точка е нивниот личен, а потоа и партискиот интерес, а не државниот и заедничкиот интерес. Со други зборови, стравот дека катастрофално ќе ги загубат изборите е вистинската причина, а не измените на изборниот закон. Нема да ги подсетувам СДСМ какви беа законите кога во 90-тите тие носеа победи. Но јас ќе ги подсетам дека со многу полош од овој закон, во време кога бевме во опозиција во 2006-та, победивме и формиравме влада. Од тогаш па наваму 4 пати го подобрувавме и менувавме законот согласно сите стандарди и укажувања. Ама се уште
Се уште не сме направиле закон со кој СДСМ ќе мора да победи, макар и народот да не го сака тоа. Македонија е неповратно внесена во демократија и нема сила. Нема сила што може да го спречи народот ако реши некого да го смени или пак да го доведе на власт да не го направи тоа. Од тука јасна е и бруталноста со која ја отфрлија оваа алтернатива, давајќи до знаење дека со сите средства ќе се борат да ги спречат тие избори. Така, на 24 декември минатата година беа решиле со сите средства да го блокираат парламентот и насилно да ја преземат власта. Тие средства повремено ги нарекуваат и демократски средства. Како и да е, од нивниот прес видовме таков страв од нов пораз на избори, што ми укажува дека свесни се дека народот не ги поддржува, но немаат идеја како да го променат тоа. И конечно, се сеќавате ли дека кога се објави договорот на 1 март оваа година, членството на СДСМ беше повикано пред штабот на СДСМ да играат оро? Има снимки. Медиумите сигурно ги имаат. И луѓето играа оро, бидејќи Бранко излезе со триумфално тврдење дека се тие победници затоа што ВМРО ДПМН се оврзал на предвремени избори во септември. Каква пародија. Сега излезе џабе орото. И не само тоа. Туку ВМРО сака избори, а СДСМ бега од избори како ѓавол од темјан. Во однос на втората алтернатива, каде понудивме да не надгласаат во комисијата и да донесат каков сакаат извештај, само со цел Република Македонија да не трпи штети, добивме еден збунувачки одговор. Имено, одговорот е дека извештајот морало да биде со консензус изгласан. И само така ЕУ ќе го прифатила. Ако е така, јавно ги прашува. Прво, зошто цели 6 месеци не дозволувавте да се формира оваа адхок комисија, бидејќи инсистиравте председателот на комисијата да е од вашите редови, а сега велите дека одлуките се носат со консензус. На крај, ви прифативме ваш член, кој беше и член на Централниот одбор на СДСМ. Зошто на Македонија ја утепавте цели 6 месеци за тоа вие да го предложите третиот член, ако извештајот морало да се усвои со консензус? Второ, откако се формираше комисијата, ние предложивме во деловникот да стои дека одлуките се донесуваат со консензус. Категорично не одбивте. Го имаше тоа и во медиумите, има ваши изјави. Го прифативме и тоа. И на крај заеднички усвоивме деловник за работа на оваа адхок комисија, во која се прифати комисијата да работи со надгласување. Зошто не малтретиравте и нас и народот, а себе си се бламирате пред јавноста, менувајќи ги јавно вашите јавно искажани ставови од час во час? Конечно, како сакате народот да почне да ви верува, кога постојано ги менувате своите јавно изречени ставови? Дами и господа, денеска по пресконференцијата на СДСМ повторно ја разгледавме ново настанатата ситуација. Што да се направи во една ваква ситуација? Народот не е виновен што имаме ваква опозиција, за која вчера благо кажав дека е раштиман оркестар и е целосно дезориентирана и крајно деструктивна. Сепак, во една ваква ситуација, народот, граѓаните, со право би рекле, па ние ви ја дадовме довербата вам, а не ним. И сега вие справувајте се со нив. И тоа е така. Наша е одговорноста за решавање на проблемите, вклучително и оние кои ги создава СДСМ. И нема бегање од тоа. Ние сме тие кои ни е доверена улогата да ја чуваме и заштитиме државата во вакви ситуации и да ги спречиме штетите кои сите ви ги почувствувале. Затоа, ВМРО ДПМН донесе одлука во интерес на државата и по цена на сопствена штета да гласа
и да потпише извештај на адхок комисијата, како што сака СДСМ. Нека ги напишат нивните правни квалификации на кои застанавме. И ако тоа ги исполнува, не со надгласување, туку ние ќе им ги изгласаме заедно со нив. Ако ним не им е важен интересот на Македонија, нам ни е важен. Се разбира дека за нас и за најголемиот дел од граѓаните во Македонија тие правни квалификации нема да се ниту валидни, ниту се согласуваме со нив. Но во интерес на државата, како партија со најголема дораба од народот и најбројне по членство во државата, и партија која неслучено 7 пати поред ја добива довербата на мнозинството граѓани, ќе подметнеме грб и се ќе изгласаме, и се ќе им подпишеме. Ако не може да се израдуваат на изборен резултат, нека се радуваат барем на овој извештај, на кого никој нема да му верува во делот на правните квалификации. Препораките во извештајот, за кои немавме разлики, доколку и нив не ги изменат, ќе ги спроведиме доследно, онака како што ги договоривме. Препораките треба да се во функција да не се повтори овој настан. И тоа е она што го интересира најмногу Брисел. Правните квалификации, за кои пак најмногу е заинтересирано ова изгубено во просторот и во времето раководство на СДСМ, ќе ги изгласаме и подпишеме по нивни терк. Но нашиот став никогаш нема да го промениме. Тој дел од извештајот за нас и за мнозинството граѓани во Македонија ќе биде невалиден, подпишан под уцена. И тоа уцена од која штета би имала Република Македонија и сите нејзини граѓани. ВМРО секогаш во преден план го имал интересот на Македонија. Така и ќе остане. И за крај, или како што во писмата најчесто се пишува постскриптум, ПС, ќе додадам. Ако по оваа пресконференција, ако до утре СДСМ се предомисла за превремени парламентарни избори пред извештајот на Европската Унија, ние сме тука и подготвени на тоа. Само нека јават и нашите пратеници ќе пристигнат. И благодарам.